Почитувани љубители на спортот, а посебно на кошарката, уште една сме во салата на Економското училиште 8 септември во Тетово да го проследиме надпреварот од 14-тото коло на втората машка кошаркарска лига, на третата машка кошаркарска лига Б, се извинувам, и тоа помеѓу екипите на Тетекс и Дибра Иглс. Во ова коло, освен овој надпревар, се играат, односно се одигра преостанати два надпревари и тоа во Битола. Хераклеја го совлада гостивар со резултат 87-81, резултат кој што одговара на екипата на Тетекс за тоа второ место. И Иба Баскет на домашен терен загуби од Спарта 63-71. Слободни во ова коло се две екипи. Тоа е екипата на Љуботен и екипата на Мега Баскет. Зошто две екипи се слободни, ќе објасниме подолу во преносот. А овој пренос на страната на Тетовски спорт го следите благодарение и на нашите верни пријатели поддржувачи Music Bar Vibe и секако Pizza и Cake сервис Јани FM. Помина 43 секунди од овој надпревар, по едно промашување на двете страни. Резултатот на семафорот се уште 0:0. За домачините во првата петорка Теофиловски, Шуменковски, Абди, Крстевски и Јаневски. Јаневски Славиша. Кај гостите Чутура со број 69. Папранику со број 6. Доволани со број 33. Атипи со број 4 и Џумкар со број 7. Во првиот дел на сезоната Тетекс на теренот во Дебар доживеа неочекуван пораз од оваа иста екипа. Иако цело време имаше воство на гостински терен екипата на Тетекс, во последните моменти шутот проработе кај тогаш домачинот Дибра Иглс и го добија тој надпревар. Верувам дека текстилците денеска ќе немаат некакви поголеми проблеми да го совладат противникот, кој што е во долниот дел на табелата. Џумкар со број 7 ја губи топката со број 4 Атипи. Крстевски во против напад, Крстевски сам не вади со број 8 за 3 поени, промашува таму Абди. Џумкар предводи нов напад за екипата на Дибра Иглс до Чутура. Фаулиран. Први поени се ова на надпреварот, а ќе има и дополнително слободно фрлање за Чутура. Тренер на домашните Никола Ристовски, тренер кај гостите Бесарт Леши. Суди на овој надпревар Крстев и Гавриловски. Делегат повторно ни се враќа од гостивар Предраг Исаиловски. Успешен беше Чутура во дополнителното слободно фрлање. Уште еднаш за домачните Абди промаши. Атипи со топка. Доволани во меѓувреме влезе во игра. Двајцата браќа Доволани кај гостите, едниот со број 22 и другиот со број 33. Во игра е оној со број 33. Шуменковски сега. На пробив Шуменковски. Поените ќе важат. Ќе има и дополнително слободно фрлање. Успешен Шуменковски во дополнителното слободно фрлање, израмнува на 3:3. Фаулиран Џумкар.
od Abdi. Izvedu po Praniku. Ubavo presjeće Teofilovski, сега Šumenkovski sam. 5. poen na Šumenkovski. Šumenkovski Čutura 5-3. Во досегашниот тек на надпреварот измина нешто помалку од 3 минути. За 2 неуспешен беше Доволани. Сега Теофиловски, Крстевски, повторно Теофиловски. Теофиловски лесно ја проби одбраната на Дибра Игалс. Еве ги неговите први поени. 7-3. Джумкар до Чорме Меди, овој направи чекори. Ќе биде тоа нова можност екипата на Тетекс да го зголеми ова водство. Шуменковски. Не успеа Шуменковски во ова положување. Се гледа дека на почетокот Шуменковски и Теофиловски се расположени за игра. Бековскиот тандем на екипата на Тетекс, што најчесто во оваа втора полусезона ги почнува надпреварите. Уште една техничка грешка кај гостинските кошаркари. Повторно Доволани, овој пат со чекори. Сега е Теофиловски. Јаневски. Убава финта, го лекна во воздух како пуканка противничкиот играч. Сега и Абди, но и тој прави чекори. Штета оваа акција не заврши со поени. Агресивна одбрана на домашните кошаркари. Джумкар против Крстевски. Краде топка Крстевски. Крстевски сам. Еве ги првите поени за Марио Крстевски. И гостинскиот тренер реагира со тайм-аут. Одлична можност ние да ги поздравиме нашите верни пријатели и поддржувачи. Тоа е Music Bar Vibe. Најдоброто место во нашиот град за уживање. Тоа најдобро го знаат младите, кои што во текот на викендот ја имаат најдобрата забава во нашиот град. Може да најавиме уште од сега дека за Великденот 15 април Music Bar Vibe ни ја носи познатата поп група Ареа. Верувам дека на време ќе си купите билет да бидете на овој настан во Music Bar Vibe. И секако пица и кек сервис Јани FM. Најдобрата пица и пастрмајлија во нашиот град. Порачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. Освен пица и најдобрата пица и пастрмајлија, пица и кек сервис Јани FM оваа година во секој работен ден нуди за одредено јадење за ручек. Доколку не стигнете, имате премногу обврски, не стигнете направите ручек, тука е пица и кек сервис Јани FM. Или може да порачите или директно во пица и кек сервис Јани FM да си земете нешто вкусно за јадење. Продолжува надпреварот. 9-3. Чорме Меди. Джумкар. Неуспешно додавање до Чутура, контранапад. 7 поен за Шуменковски. Чорме Меди удвоен таму. Се снајде, додаде до Чутура. Повторно Чорме Меди. Сега успешен за 2. Први поени на Доволани. Славиша Јаневски против Чутура. За 3 поени Абди. Неуспешен шут на Абди.
Чормемеди за 3 прекусо. Доволан и најспретен под кошот. Шут беше тоа на Папраникуе за 3. Убава контра, убава асистенција на Јаневски. На крај топката завршува кај Теофиловски, овој до Крстевски. Крстевски за 3, неуспешен. Ќе биде тоа напад за Тетекс и тројна измена кај текстилците. Рафаиловски, Костовски и Трпчевски влегуваат во игра наместо Јаневски, Абди и Шуменковски. Костовски. Блок му прави Рафаиловски, убава игра, убав пик ен рол на Костовски и Рафаиловски. Завршува Рафаиловски. Први негови поени. Убава рампа на Теофиловски, на Чормемеди, контранапад на Крстевски, фаулиран беше Крстевски тука. Од Папранику. Ќе биде тоа 2 слободни фрлања за Крстевски. Со број 4 повторно во игра кај гостите се враќа Атипи. Чутура со скок. Сега со број 7 Џумкар сам неуспешен. Теофиловски неуспешен на спротивната страна во транзиција. Сега повторно Џумкар. Овој пат Џумкар ги постигнува првите поени. 14:7 на 3,5 минути до крајот на првата четвртина. Теофиловски до Крстевски. Крстевски сега. Блок му прави Рафаиловски. Крстевски за 2. Убав висок скок на Чормемеди. И нов напад предводи Џумкар до Чормемеди. Атили му прави блок. Сега со Чутура игра 2 на 2. Големо промашување на Чормемеди. Крстевски. Теофиловски. Костовски. Костовски за 3. Неуспешен капитенот во првиот негов шут. Џумкар. Убави дриблинзи на Џумкар. Сепак ова акција пресече Костовски. На спротивната страна Крстевски фаулиран. Штета што овој напад не заврши со поени. Се спрема во игра да влезе со број 12 за прв пат и Исмаили во игра. Доколку Крстевски го погоди второто слободно фрлање, сигурно тој ќе биде играчот што ќе излезе од игра. Сепак го промаши, останува во игра. Во следниот прекин ќе имаме таа измена. Чормемеди со топката, двоен блок. Атили му направи блок. Чормемеди за 2 од табла. Еве ги неговите први поени. 15:9. Сега Марио Крстевски. Се отвори тамо Трпчевски. Трпчевски за 2. Убав скок шут на Трпчевски.
Neuspešen za 3 tamo. Kostovski prihvaća topka, možnost za tranzicija. Krstevski. Krstevski ne uspija da položi. Na kraju najpriseben Teofilovski osvojuva topka. Krstevski. Za 3. Сега Krstevski со тројка. Пети негов поен. Джумкар. Нападите на Дибра Иглс најчесто одат преку него. За 2 Джумкар, неуспешно. Бараше таму Крстевски фаул, не успеа. Каква пресечена топка на капитенот Костовски. Години на искуство се во прашање. Први негови поени. Джумкар повторно. Сега против Трпчевски. Вади до Чутура, Чутура за 2. Неуспешен. Теофиловски. Трпчевски. Блок му прави Теофиловски. Трпчевски до Рафајловски. Рафајловски беше сам за тројка. На крајот вади до Костовски. Овој за 2 неуспешен. Крстевски сега за 3. И со резултат 22:9 завршува ова прва четвртина помеѓу екипите на КК Тетекс и Дибра Иглс. Ако гостите настапувале во овој состав на домашен терен, не знам како екипата на Тетекс тамо била поразена. Што е тука е, ние да кажеме дека во минатото коло, 13-то, екипата на Дибра Иглс на домашен терен загуби од ИБО Баскет со резултат 69-78. Екипата на Љуботе на домашен терен загуби од Хераклеја со резултат 71-81. И екипата на Тетекс во еден крајно возбудив натпревар во на полошко дерби на гостински терен кај Гостивар загуби од екипата на Гостивар со резултат 76-71. Информациите од тој натпревар говорат дека екипата на Тетекс при резултат 74-71 промашила шут за 3 поени за израмнување и натпреварот доди во продолжение. Гостите само рутински после со 2 слободни фрлања ставиле, го постигнале конечниот резултат. Екипата на Тетекс и екипата на Гостивар во претходното коло, значи го делија второто место. Екипата на Гостивар во ова 14-то коло е поразена во Битола. Екипата на Тетекс скоро известно е дека ќе тука ќе издвојува победа и ќе биде на второто место. Ќе чека евентуален кикс на лидерот на табелата Мега Баскет од Прилеп, кој што во досегашниот дел на првенството нема ниту еден пораз. Екипата на Тетекс има 3 и полека, но сигурно на неколку кола до крајот на третата лига работите полека стануваат јасни. Која екипа и како ќе го заземе место во третата лига Б и во на дополнително разигурување или плейоф за влез во втората лига. Во меѓувреме убав дриблинг на Джумкар. Убава акција на Джумкар завршува со поени. Четврти негов поен. Реков, сосема известно е дека екипата на Мега Баскет ќе биде прва, екипата на Тетекс втора, екипата на Гостивар ќе го освои третото место, иако има уште неколку кола до крајот. Ќе се бара патни на четврто место кое што води во плейофот и со првите 4 пласирани од трета лига А ќе разигруваат за пласман во втората лига. Две екипи ќе изборат пласман во втората лига. Сега Трпчевски за 3 во Бунар. Не следиме некоја посебно квалитетна кошарка на овој натпревар.
изразит фаворит е екипата на Тетекс. Промашување и на Чорме Меди сега. Крстевски прифати топка. Велам во ова коло, освен екипата на Љуботен, Трпчевски се жали на повреда. Изгледа го свитка с глобот. Во ова 14-то коло, освен екипата на Љуботен која што е слободна е екипата на Мега Баскет, која што требаше да игра против екипата на Албес. Меѓутоа во претходното коло се сретна екипите на ИБА Баскет и Албес и се случи еден инцидент на тој надпревар. При изведување на слободни фрлања на еден играч од Албес, двете ги промаши, гостинскиот тим имал тайм-аут, влегол во конфликт со тој играч, му рекол да го напушти теренот, да го соблече дресот, овој тоа и го направил. Се случила расправија помеѓу тренерот и играчот, потоа се вклучили во таа расправија и останатите играчи, родители, пријатели на играчите, па дошло и до физичка пресметка во тунелот, затоа што тоа се случувало на неколку секунди до крајот на првото полувреме. Само да ги забележиме овие нови поени на Крстевски, 7 поред. И велам, во тунелот на полувремето се случила општа тепачка помеѓу играчите, тренерот, пријателите, роднините на екипата на КК Албес. И тие не го продолжиле тој надпревар. Службено екипата на ИБА Баскет го добила тој надпревар со 20:0, а екипата на Албес, затоа што е тоа второ напуштање на теренот во трета лига. Првиот пат тоа го направија токму на овој терен во салата 8 септември во Тетово против екипата на Тетекс, кога не знам поради што гостинскиот тренер ја повлече екипата. Иако беше викната брза помош, еден од играчите беше повреден, сепак одлучи да го напушти теренот. Како и против екипата на Љуботен во минатиот пат, кога следевме, кога имаше прекин, тоа искуство како да не им беше познато на екипата на Љуботен, па поради повреда на играчи го напуштија паркетот, а не присуство на лекар на тој надпревар. Сепак правила да кажува дека повреда на играч не значи и прекин на надпреварот и да се напушти теренот на еден надпревар. Како и да е, првенството продолжува понатаму со една екипа помалку. Сега големо промашување на Доволани. Помина неколку минути во втората четвртина, забележавме само 4 поени. 2 на Крстевски, 2 сега на Шуменковски, 9 поен на Шуменковски. Џумкар фаулиран од Теофиловски. 6,5 минути до крајот на втората четвртина. Резултатот 28:11. А вие, почитувани гледачи на Тетовски спорт, овој надпревар помеѓу екипите на Тетекс и Дибра Иглс го следите благодарение на нашите верни продолжувачи пријатели, Пица и кек сервис Јани ФМ и Music Bar Vibe. Уште едно промашување на гостинските кошаркари, скромни во поени во овие први 14 минути. Теофиловски сега за 3. Излегува оваа топка од обрачот. Џумкар. Прекраток и Папранику. Сега контра напад. Костовски до Теофиловски. Теофиловски со влез. Четврти поен на Теофиловски. Тайм-аут побара гостинскиот тренер Бесарт Леши.
И ова пауза уште еднаш ние може да кажеме дека спонзори на овој пренос се нашите верни пријатели Пица и кек сервис Јани ФМ, најдобрата пица и пастрмајлија во нашиот град, нудат и благи. Може да си порачате и благи за ваша слава или за некоја друга пригода. Новитетот Пица и сервис Јани ФМ е тоа што секој работен ден нудат вкусно јадење за ручек, а секако најдобрата пица и пастрмајлија со бесплатна достава. Порачувате на добро познатиот телефонски број 075 и секако Music Bar Vibe. Најдоброто место за уживање во нашиот град. Младите знаат каде е најдобрата забава во текот на викендот, тоа е во Music Bar Vibe. За Великден на 15 април во Music Bar Vibe гостува една од најпопуларните поп групи во Македонија, тоа е Ареа. Не ја пропуштајте таа можност да се уживате во прекрасна македонска поп музика. Ја позаборавија кошаркарите топката. Надпреварот може да продолжи, заврши тајмаутот. За жал гледам дека домашниот лекар, кој што е присутен на овој надпревар, значи и на екипата на КК Тетекс веќе не смее да им се случи да настапуваат на домашен терен без присуство на лекар. Се уште му укажува помош на Трпчевски, верувам дека се ќе биде во ред со него, а зошто и да не настапи во второто полувреме. Нови поени на Теофиловски во меѓувреме. Се одлучи домашниот тренер Ристовски сега со пресинг да освои уште некоја топка. Овој пат нападот на Дибра Иглас беше спречен со фаул. Чорме Меди за 3 неуспешен. Шуменковски. Фаулиран Шуменковски. Ниту една екипа го нема исполнето бонусот во ова втора четвртина, затоа ќе имаме топка од страна. Изведува Костовски до Шуменковски. Шуменковски се мести за 3. Обава тројка за Шуменковски. Се слушна само мрежичката во салата 8 септември. 12 поен на Шуменковски. Ова е вратена топка, откако веќе ја пренесува на противничката половина екипата на Дибра Иглас. Доволани направи додавање во сопственото поле. Секако тоа е вратена топка. Ќе имаме нов напад за екипата на Тетекс. 35:11. Освојуваат гостите една топка. Неуспешен Чорме Меди и сега ќе биде тоа нов напад за екипата на Тетекс. Во игра повторно се врати Славиша Јаневски, тој го предводи овој напад. Нов фаул на Чорме Меди. Трета лична грешка. Скромна е и клупата на Дибра Игл со кошаркари. Таму се браќата Доволани и уште двајца играчи. Јаневски до Костовски. Малку се поигруваа во овој напад домашните кошаркари. Но не ја заврши оваа акција со поени.
газеше на линијата тука Шуменковски. Че имаме напад за екипата на Дибра Иглс. Атипи до Џумкар. Фаулиран Џумкар од Теофиловски. Повторно Џумкар со топка. Чорме Медис. Блок му прави Чутура таму. Игра 2 на 2. Вади до Џумкар. Чутура саме. Не успеа Чутура. Фаулиран од Јаневски. Теофиловски со 3 лични грешки ја напушта играта. На негово место влегува Крстевски. Чорме Меди до Џумкар. Најчесто тие комбинираат во нападот. Убаво пресечена топка на Костовски. Сега сечена спротивната страна и Чорме Меди за 3. Неуспешен. Чорме Меди. Ја смирува топката Крстевски, додава до Јаневски. Му се одвара Абди. Абди до Крстевски. Сега Јаневски. Пик н рол игра со Абди. Сега Шуменковски до Крстевски. Крстевски не успеа за 3 поени. Папранику. Чорме Меди. Папранику му прави блок. Сега Чутура. За 2 се одлучи. Чорме Меди неуспешен. Шуменковски до Абди. Абди за 3. Не успеа висок скок на Крстевски. За 2. Прекраток. Сега Џумкар. За 2. Повторно непрецизни гостинските кошаркари. 7,5 минути игра во втората четвртина, а Дибра Иглс постигна само 2 поени на овој натпревар. Че имаме нов тајмаут, овој пат го побара гостинскиот тренер. Екипата на Тетекс го исполни бонусот, тоа ќе бидат 2 слободни фрлања за Типи Чином, но тоа откако ќе помине минутата одмор. Објаснува претходно за системот на надпреварување во третата машка кошаркарска лига. Поделена е во две групи, А и Б. Тетекс настапува во Лига Б, каде што првите 4 екипи ќе разигруваат со оние 4 од Лига А. И тоа првиот со четвртиот, вториот со третиот, третиот со вториот и четвртиот со првиот секако. Победниците од тие двомечи играат помеѓу себе во полуфиналето. Полуфинале кое што екипите што ќе го добијат тоа финале и што ќе се пласираат во финалето на третата лига обезбедуваат пласмани во втората машка кошаркарска лига. Во тоа финале ќе се надпреваруваат секако за освојување на пекарот во третата машка кошаркарска лига. Да веруваме дека екипата на Тетекс најмалку што ќе стигне до полуфиналето. И тамо ќе им посакаме среќа за да се пласираат во финале и да се вратат каде што припаѓаат, а тоа е втората машка кошаркарска лига. Но има време за тоа. Уште неколку кола од регуларниот дел на првенството ни престојат. А Типи неуспешен од двете слободни фрлања, остануваат на само 2 поени
Во оваа втора четвртина гостинските кошаркари поени кои што чинам ги постигна Џумкар на почеток на оваа четвртина и некој период од 7 минути се без кош. Сега Шуменковски втора негова тројка. Убава асистенција сега и конечно и Чутура се запишува во листата на стрелците во оваа втора четвртина, освен Џумкар, на 2 минути до крајот на полувремето. Резултатот на семафорот 38-13. Шуменковски. Фаулиран Шуменковски, штета што излезе оваа топка од обрачот. Само Шуменковски има постигнато 15 поени, а целата екипа на Дибра Иглс има постигнато 13 поени. Се спрема и Рафаиловски да се врати во игра. Капитенот Костовски на заслужен одмор. А ви овој надпревар на YouTube каналот на Тетовски спорт го следите благодарение на нашите верни пријатели, најдобрите во градот Music Bar Vibe и Pizza и Cake сервис Јани FM. Шуменковски успешен само во второто слободно фрлање. 16 негов поен, а типи за 2 неуспешен. За малку автокош на Шуменковски. Ја одзема на крајот оваа топка, Јаневски. Крстевски за 3, неуспешен Крстевски. Ново промашување следиме во овој надпревар. Сега Шуменковски за 3 и тој неуспешен. И на двете страни многу промашување, иако екипата на Тетекс постигна 39 поени, сепак и они имаат многу промашени шутеви, отворени шутеви. Чормемеди за 3, неуспешен. Чутура не освојува топка, доаѓа топката до Крстевски, против напад. Јаневски. Блок му прави Рафаиловски. Убава асистенција на Јаневски до Рафаиловски. Овој беше фаулиран. Ќе има нови 2 слободни фрлања. Рафаиловски успешен само во второто слободно фрлање. Трети негов поен. Повторно некој зонски пресик на екипата на Тетекс. Убаво тука Џумкар го пробива тоа. Со број 6 Папранику за 2 од врвот на рекетот. Неуспешен висок скок на Чутура и убаво се снајде Чутура. Пети негов поен, најефикасен кај гостите, со само 5 поени. 40-15, уште 10 секунди до крајот на првото полувреме. Шуменковски неуспешен за 2. 2 секунди до крајот. Пресилен шут на Чормемеди и со резултат 40-15. Го завршуваме ова прво полувреме на надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс и КК Дибра Иглс. Кај домачините најефикасен Шуменковски со 16 поени, 7 постигна Крстевски, 6 Теофиловски. Кај гостите најефикасен Чутура со 5, Џумкар со 4 поени. По вообичајната пауза од 15 на минути, повторно сме со слика во салата 8 септември во Тетово.
Повторно сме со слика во салата 8 септември во Средното економско училиште во Тетово. Да го проследиме и второто полувреме од надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс и КК Дибра Игалс од Дебар. Надпревар во кој што би рекол однапред е познат победникот после првите 20 минути, резултатот на семафорот 40:15. Рафајловски. Убав скок на Абди. Конечно први поени и за Абди. Наспротивната страна не успеа Папранику. Сега Џумкар против Шуменковски. Убава асистенција до Чутура. Штета што оваа акција на гостите не заврши со поени. Абди до Шуменковски. Уште еднаш Абди, вади надвор Крстевски, Шуменковски. Не успеше Шуменковски, висок скок на Абди, но со фаул во напад. Изборил простор со фаул во напад. Ќе биде тоа нов напад за екипата на Дибра Игалс. Како по обичај, нападот го предводи Џумкар. Сега со одреден пресинг екипата на Тетекс. Крстевски, Шуменковски, убаво за два Шуменковски. Најефикасен овој надпревар, 18 негов поен. Уште една одземена топка на Крстевски. Какво е ова додавање на Крстевски? Зонски пресинг повторно на екипата на Тетекс. Џумкар. Најчесто тој го пробива тој зонски пресинг. Убаво додавање до Доволани, овој неуспешен од чиста позиција. Крстевски, Рафајловски за два. Не успеа Рафајловски. Џумкар. Единствениот што се труди нешто повеќе да направи кај гостите. Сега Доволани. Одземена топка. Теофиловски до Абди. На брзина 4 поени на Абди. Чинам дека гостинскиот тренер побара веднаш тајмаут. 2 минути 3 секунди измина од третата четвртина. Гостите не постигнаа поен. Поради тоа, тајмаут за гостинската екипа. Уште еднаш ние да кажеме дека спонзори на овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт се нашите верни пријатели и поддржувачи најдобрите во градот Music Bar Vibe, кој што на 15 април за Великден ја носат групата Ареа. Искористете ја таа можност за добра забава и купете влезница на време. И секако пица и кейк сервис Јани FM, најдобрата пица и пастрмајлија во нашиот град. Новот пица и кейк сервис Јани FM е што во секој работен ден може да си поидете кај нив или да нарачате превкусно јадење за ручек. Пица и кейк сервис Јани FM нуди и колачи, кои што може да ги порачате. А највкусната пица и пастрмајлија со бесплатна достава секако ја порачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. Надпреварот може да започне. Екипата на Тетекс со иста поставеност на теренот. Уште една украдена топка. Теофиловски до Шуменковски, Шуменковски подзаборавен сам.
Не се осмели да шутне за 3, уште една, Шуменковски за 3. Измина времето. Продолжува играта во пресик на домачините. Џумкар со топка. Џумкар. Додавање до типи, на крајот топката завршува во рацете на Папранику. Овој враќа до Џумкар. Убав дриблинг на Џумкар. Папранику. Истече нападот сега и за гостите. Изминуваат 3 минути во третата четвртина. Екипата на Deep Grey Eagles се уште нема постигнато поен. Останува на оние 15 од првото полувреме, а сега Рафајловски. Пети негов поен, зголемува на 48-15, 8-0 во оваа трета четвртина. Сега Шуменковски краде топка, фаулиран од Чорме Меди. Измена кај гостите, се враќа во игра Доволани. Еден од браќата Доволани. Првата четвртина заврши со резултат 22-9, втората 18-6 за екипата на Тетекс. Оваа четвртина, еве, до овој момент 10-0 за екипата на Тетекс, а че има и дополнително слободно фрлање, затоа што Теофиловски при постигнување на неговиот 8ми поен беше и фаулиран. Неуспешен во дополнителното слободно фрлање Теофиловски. Доволани. Џумкар. Убав дриблинг на Џумкар. Фаулиран од Рафајловски. Ќе бидат тоа две слободни фрлања, иако екипата на Тетекс не е во бонус, сепак тоа беше фаул при обид за постигнување на поени на Џумкар. И конечно, после 3,5 минути игра во третата четвртина, поени за екипата на Deep Grey Eagles. 2 поени од линијата за слободни фрлања запишува Џумкар. Шести негов поен. Неправилно поставен блок од ново влезениот дали ова Исмаили? Мислам дека е Исмаили. И Исмаили и Лазами се во игра. Со број 12 е Мети Исмаили, со број 14 е Лазами. Ако можам да забележам на неговите шорцеви, така е. А Папранику е на линијата за слободни фрлања. Успешен само во второто слободно фрлање Папранику. Прв негов поен, каква асистенција на Крстевски. За Лазами.
2+1 за Лазами. 53 спрема 18. Сега Лазами го фаулира Джумкар. И како што кажа во првото полувреме, доколку екипата на Дик Бра Игл со овој состав настапувала во Дебар, навистина не знам како екипата на Тетекс го загубила тој надпревар. Да не подценува многу, но кошаркарски квалитети на овој надпревар покажува Джумкар, до некаде и овој играч Чутура. Штета што ова убава акција не заврши со поени. Другите кошаркари се со послаб квалитет. Сега Исмаили за 3, неуспешен Исмаили. Шуменковски за 3, неуспешен Шуменковски, скок на Джумкар. Брзо поминува Джумкар на спротивната страна, чинам дека имаше тука фаул. На крајот промашување и до Волани, Крстевски во контранапад, Крстевски сам, не успева и тој. Голема борба и Крстевски со нови поени. 9 поен на Крстевски. 55 спрема 18. На средина сме на третата четвртина. Па Пранику овој пат фаулиран од Абди, нови 2 слободни фрлања. Екипата на Тетекс го исполни бонусот. И повторно се спрема тројна измена кај домашниот тим. Па Пранику успешен само во првото слободно фрлање. Исмаили за 2, сепак чекори беа тоа. Така е, покажува судијата дека тоа се чекори. Можност е за овие млади кошаркари на екипата на Тетекс поголема минутажа да имаат на овој надпревар. Проба Джумкар за 3 поени, неуспешно. Чутура прави фаул. Екипата на Дибра Иглс од Дебар се уште не го исполнила бонусот, ќе биде тоа топка од страна. Јаневски. Лазами до Костовски. Костовски. Исмаили. Јаневски. Вади до Рафајловски. Рафајловски за 3. Неуспешно. Лазами за 2. Ги користи овие минути на паркетот Лазами. 5 негов поен. На спротивната страна, алфа и омега во тимот е Джумкар. Се оди преку него. Па Пранику за 3. Не им оди овој шут за 3 поени на гостите. Многу пати на овој надпревар се обидува за 3 поени. Реализација 0%. Барем до сега. До Волани на линијата за слободни фрлања.
Неуспешен во двете слободни фрлања, неуспешен и Чутура во обид за 2. Јаневски до Рафајловски. Седми поен за Рафајловски. 3 минути до крајот на третата четвртина, резултатот 59-19. Џумкар блок му направи Чутура. Џумкар сега. Доволани заборавен сам во салата 8 септември во Тетово за 3 поени. Сепак пак немаме. Прва тројка за гостите. Костовски на спротивната страна. Газеше на линијата, тоа го покажува и судијата, така е. Четврти поен на Костовски. 61-19. Џумкар. Интересен обид за Џумкар, неуспешно. Неуспешна асистенција на Јаневски, му се извинува на Исмаили. Атипи со број 4 до Папаранику. И уште една промашена тројка на гостите. Исмаили сега. За 2, неуспешно. Лазами се бори, ништо. Папранику на спротивната страна краде топка Исмаили. За 2. Овој пат успешен од табла Исмаили. Први негови поени. И тој се запишува во листата на стрелците. Џумкар. За 3. А не знам кој е шутот за 3 поени на гостите, некаде 25-0 сигурно, од прилика. На истекот на третата четвртина, Рафајловски се обиде за 3, неуспешно. И третиот период завршува со резултат 63-19. Или само во третата четвртина резултатот е 23-4 за екипата на Тетекс. Не можеме да кажеме дека следиме возбудлив и неизвесен надпревар, напротив. Екипата на Дибра Игл се мачи на овој надпревар да направи нешто повеќе пред се во нападот. Екипата на Тетекс рутински го одработува овој надпревар. А ние да се заблагодариме на нашите поддржувачи. Music Bar Vibe. Младите најдобро знаат зошто Music Bar Vibe е најдобро место за нив во текот на викендот, затоа што ја нудат најдобрата забава. За Великден на 15 април Music Bar Vibe ја носи познатата поп група Ареа од Гостивар. Ќе биде тоа одлична можност за сите во нашиот град да уживаме во настапот на Ареа. Побрзајте, обезбедете влезница за групата Ареа. И секако, пица и кек сервис Јани FM. Највкусната пица и пастрамајлија во нашиот град. Може да се порачате и сладки. А новитетот пица и кек сервис Јани FM е што во секој работен ден нудат за ручек прекрасни домашни сготвени јадења. Порачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. Едноставни најдобри пица и кек сервис Јани FM. Во очекување сме на стартот на последната четвртина.
Екипата на Тетекс во истата постава која што го заврши третиот период. А за екипата на Дибра Иглс 30 минути до сега одигра играчот со број 7 Џумкар. Токму Џумкар предводи нов напад во последната четвртина. Фаулиран за 2. Најефикасен Џумкар во гостинскиот состав со 8 поени. 63 спрема 21. Убава асистенција на Јаневски до Лазами, Лазами до Исмаили. Штета ова акција не заврши со поени. Повторно Џумкар, сега Доволани, заборавен сам во салата 8 септември, но што тоа вреди кога Доволани има уште едно промашување. Исмаили, Рафаиловски, Јаневски. Рафаиловски. Како да се игра некој ревијален меч. Доволани сега за 2, уште еднаш неуспешен. Костовски за 2. Неуспешен Костовски, топката доаѓа до Рафаиловски. 9 поен на Рафаиловски. Папранико, Џумкар. Уште еднаш Доволани. Останува на тие 2 поени. Костовски. Лазами. Положува Лазами. Ово е играчот кој што најдобро ги користи минутите во игра. Комбинираат гостите, слободно на овој надпревар, промашува уште еднаш во обид за 3 поени. Овој пат Папранику. Измена кај гостите браќата Доволани се заменија, кај домачините сега четворука измена. За прв пат на овој надпревар 4 кошаркари го напуштија теренот, 4 нови играчи на паркетот. Штета што и Лазами го напушти теренот, тој беше расположен за игра. Џумкар промашува сега шут. Крстевски. Теофиловски за 3. Неуспешен Теофиловски. Џумкар. Папранико. Поминува Папранико за 2. И конечно една убава акција и на гостинските кошаркари. Завршува со поени Папранико. Се обиде атрактивно Крстевски на спротивната страна, неуспешен. Претходно четврти поен за Папранико. Сега Атипи. Чутура за 3. И тој промашува, и тој се обиде за 3 поени кога на останатите кошаркари не им оди за 3, односно го промашија секој шут на овој надпревар за 3 поени. Се обиде и Чутура за 3 поени, и тој промашува. Сега Шуменковски за 3. Серија промашувања, веќе станува мачно и да се коментира овој надпревар. Џумкар ја подзаборави топката. Теофиловски.
Не успеа да ја стигне оваа топка Теофиловски, ќе биде тоа нов напад за екипата на Дибра Иглс. Доволани сега во нов напад за екипата на Дибра Иглс. Со нога играше сега тука Шуменковски. На средина на последната четвртина резултатот е 67 спрема 23. Џомкар не успеа за два. За прв пат во игра и играчот со број 11, другиот Атипи. Значи тука имаме со број 4, со број 11 се Атипи, со број 22 и 33 се Доволани. Предпоставувам дека се браќа. Овие два пара на кошаркари сега Теофиловски до Исмаили. Абди не ја прими оваа топка. Папранику, Доволани. Папранику, за два. Промашува Папранику. Катастрофален процент на шут на гостинските кошаркари. Крстевски, за три. И тој промашува. Абди, двојно води, ова се чекори, така е. Серија на грешки, промашувања, катастрофален процент за шут на гостинските кошаркари, не дека нешто и домашните може да се пофалат со некој висок процент на шут. Џомкар. Чутура краде топка, Крстевски. Крстевски за два, беше фаулиран. Ма нема да му замериме на судијата што дозволи да продолжи играта. Папранику сега. За три. Овој пат во бунар. Убава рампа на Крстевски. Се повреди при овој старт. Го повредија. Надпреварот може да продолжи. 67 спрема 23. Теофиловски, Крстевски, Шуменковски. Со нога играше тука Доволани, така е 14 нови секунди за напад за екипата на Тетекс. Исмаили за 3. Не успева Исмаили. Папранику со скок до Џумкар. Џумкар сам. И конечно поени. Нови поени за Џумкар. Двоцифрен кај гостите, 10 поени. 67-25. Доволани не успеа. Шуменковски сега. До Теофиловски, Теофиловски за 2. 10 поена на Теофиловски. 2,5 минути до крајот на надпреварот. 69 спрема 25. Во последната четвртина чинам дека резултатот е
прескромни 6:6. По изминати 7,5 минути игра. Се може да замислите колкав број на промашување имало токму во оваа последна четвртина. Атипи. Папранику. Папранику за 2. Штета излезе оваа топка од обрачот. Убав шут беше тоа на Папранику. Сега Шуменковски. Еве го играчот кој ги користи најдобро минутите на теренот. 9 поен на Лазами. Убава акција, Чутура сега за 2. 7 поен на Чутура. Теофиловски. Абди за 3. Се виде дека нема да постигне тројка Абди. Проблеми мали со семафорот. На 1 минута и 47 секунди сопре семафорот. Се ресетира сега времето. Тоа е одлична можност ние уште еднаш да кажеме дека спонзори на овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт се нашите верни пријатели поддржувачи. Тоа е Пица и кек сервис Јани FM. Најдобрата пица и пастрамајлија во нашиот град. Пица и кек сервис Јани FM нудат и превкусни колачи кои што може да ги порачате. Ново во Пица и кек сервис Јани FM е тоа што во секој работен ден нудат вкусно, домашно, сготвено јадење за ручек. Се тоа може да го порачате на добро познатиот телефонски број 075 909 000 и секако Music Bar Vibe, најдоброто место во нашиот град за забава на младите. Music Bar Vibe кој за Великден ви ја носат групата Ареа. На 15 април, значи гостување на групата Ареа во Music Bar Vibe. Во меѓувреме продолжи надпреварот со по еден неуспешен напад на двете страни, како и по обичај во оваа последна четвртина. Формално го чекаме крајот на овој надпревар. Почна да течи последната минута. Доволани, блокиран од Крстевски. Крстевски сам до крај. Единеести поен на Крстевски, при тоа се повреди. Исмаили на негово место. Еве зошто е потребен лекар кога играат Тетекс на домашен терен. Ако не се жалат гостите, на овој надпревар два пати на повреда се пожалија домашните кошаркари, еднаш Трпчевски кој за жал не настапи во второто полувреме и сега Крстевски. Се надевам дека и со него ќе биде се во ред. Џумкар за 3. Во бунар Џумкар. Останува екипата на Deep Eagles на овој надпревар без постигнати поени од зад линијата 6.75. Исмаили за 3. И тој неуспешен за тројка. Атипи. Папранику. И на 15 секунди до крајот, кошаркарите на двете екипи веќе се поздравуваат. Резултатот до последната четвртина 10:8 или за конечни
73 спрема 27. Кака Тетекс, кака Дибра Игл, 73-27. Кај домашните најефикасен Шуменковски со 18, Крстевски со 11, Теофиловски 10, Рафаиловски 9. 9 поени постигна и расположениот на овој натпревар Лазами. 4 поени капитенот Костовски, по 2 Трпчевски и Исмаили, кај гостите најефикасен Џумкар со 10, Чутура со 7, Папранико со 4 и по 2 поени постигна Чормемеди и Доволани. Уште еднаш конечни 73-27. Овој пренос го следевте уште еднаш да кажеме благодарение нашите верни поддржувачи и пријатели. Пица и кек сервис Јани FM и Music Bar Vibe. До следниот натпревар на екипата на Тетекс, а тоа е на 25 март на домашен терен. Спортски поздрав и пријатно.